Добро вечер. Блискиот исток повторно гори. Во координирана воена акција Израел и САД извршија удари врз цели во Иран. Техеран возврати, светот стравува од нова голема ескалација, веќе има и жртви. Дали ова е ограничена операција или почеток на поширок конфликт што може да го вовлече целиот регион, па и светот? Вечерва со нас се тројца гости што ќе помогнат да разбереме што навистина се случува и што следува. Со мене во студио е Раби Седрак, директор на Институтот за меѓународни, стратегиски и безбедносни студии. Мојот колега, новинарот Дејан Андоновик и Зоран Додевски, армиски полковник во пензија. Добро вечер на моите двајца гости во студио. Се разбира мојот колега и гостинот кој што вечерва ќе дискутира со нас, новинарот Дејан Андоновик, поради здравствени и оправдани причини. Тој не е со нас во студио, меѓутоа ќе го имаме на линија на Вибер. Добро вечер, Дејан. Добро вечер и до вас. Токму така, пред да го започнеме разговорот, јас ќе ги повикам од режија, ако може имаме ексклузивни снимки од Катар. Нашиот поранешен колега, монтажерот кој што работеше во телевизија Алфа, моментално работи во Катар како монтажер во Ал Джазира и оттаму успеа да ни прати некои видео снимки. Јас додека го тече разговорот, ако може на самиот старт да погледнеме кои се последните случувања во Катар, можеме да ги видиме снимките. А во меѓувреме ја би започнала пред се со прашањето она што се последна информација од американскиот председател Доналд Трамп. Тој вели дека постојат две опции и ова може да го заврши за неколку дена, меѓутоа може да ја одбере и опцијата за долг рок. Јас би почнала од вас, ако може, Додевски, вашиот став, што мислите? Колку ќе трае ова? Овака, секоја акција од било каков карактер и големина во војните аналитики, во војното планирање почнува со крајната цел, end state. Од тамо се движиме навака према сегашност. Ако е крајната цел на американската администрација да се смени режимот во Техеран и да се уништат капацитетите за изработка на нуклеарни капацитети што ги поседува Иран, тогаш не би рекол, некако не сум оптимист дека ова ќе биде многу брза акција. Зашто? Затоа што смена на еден режим кој постоел 50 на години до сега, 47 ако не се лажам, да се смени во краток рок е тешко, е проблематично. И поголемиот дел од тоа секако покрај војните удари кои ги спроведуваат израелците и американците во овој момент ќе биде на народот во Иран. Значи, тој би било крајниот чинител, крајниот фактор кој би го сменил тој режим од внатре. Така да се надеваме сите дека ќе биде кратко, меѓутоа јас лично не сум некако оптимист дека ќе биде како што беше минатата година ударите на нуклеарните капацитети во Иран, исто кој траеше 12 на ден. Тој токму така и рече дека години ќе им треба на Иран да закрепнат после овој напад. Па да, како што реков, смена на режим во една таква голема земја, тука секако и колегата... Да, што мислите вие, господин Раби, дали ова ќе трае кратко или на подолго? Не, види, се согласувам со ова што беше кажано, само тука делот дека точно треба ние од крајната цел се враќаме назад, како reverse engineering. Гледаме што е ситуацијата, што треба да се случи и после може да разбереме како тоа ќе се случи. Нако индикаторите што ги имавме ние од првите моменти на ваков судир или на ваков напад, беше што има нападнато прво Израел или Америка, што имат нападнато таму. Сега, ако они почнале да напаѓаат локациите каде има нуклеарно развор за нуклеарно оружје, за избогатување на ураниум, ќе разбереме дека тука целтата е ова да се уништи. Ама ако они, како што направиле, напаѓале резиденцијата на лидерот на државата и на овој духовен лидер на државата, тоа ни е пораката тука дека режимот или владата мора да падне. И сега, не одговара на Америка
долгорочно војувањето. Председателот Трамп беше многу јасен кога кажува дека еве историската шанса на иранскиот народ да ја превзема државата или да ја превзема властата. Ова е по некоја аналитика, ова е моментот или клучниот збор каде и кажува на таборот, ако точен збор, да почна да ги превзема работите од после кога ќе заврши првиот бран на нападите. И уште една мала работа само сакам да кажувам, дека не им одговара долгорочно. Америка има опцијата во војска и може да потврди тоа што го кажувам, дека имат, да кажеме, тактично advantage или тактичко предноста. А Иран има стратешки трпење или стратешки endurance, се вика, или трпливост. И во тој момент Иран победува затоа што во историјата на војни и се може да потврдува географијата, топографијата, географијата, локацијата, проксиси што ги имат, ова што само што кажа 40 години, 45 години мрежа, тоа е многу тешко да се уништи за неколку дена. Така, Дуновски, сега само да пробам подобро да го вклучам, да го имаме и на екран. Дали го се гледаме? Јас се гледам. Така, се надевам, нели го следиш разговорот. Моето прашање исто е за тебе. Какви се твоите прогнози? Што следува понатака? Првим да кажам дека Трамп со одлуката да го нападне Иран го прекрши своето предизборно ветување кога рече дека тој не започнува војни, туку ги смирува војните. Нели едно од ветувањата му беше тоа дека ќе биде единствениот американски председател кој не почна војна. Ќе потсетам исто така дека го критикуваше Бајден и неговиот претhodник Обама дека нивната неспособност во политиката ќе покријат со напад врз Иран. Тоа се две работи. Трета работа, со нападот врз Иран му даде легитимитет на Путин. Ние сите го осудивме Путин дека напад на една суверена држава која е Украина, за која велеше дека е опасност за Русија. Сега истиот вординг го слушаме кај Трамп дека Иран е закана за Соединетите Американски држави, а при тоа Иран ниту се граничи со Соединетите Американски држави, ниту пак има некаков воен капацитет, а реално зборуваме сега. Тоа е што се однесува до овој напад кој го одутринава долго најавуван напад. Од друга страна, ми се чини дека Трамп ќе оди на малку војнички ќе влезам, може би не сум доволно компетентен, но ми се чини тој самиот рече може да биде долга војната и може да биде кратка. Јас мислам дека ќе оди на кратката варијанта, по урнекот на Венецуела, односно тој е свестен, еве и гостите во студиото може подобро знаат од мене, дека долга војна или некаква копнена инвазија врз Иран е невозможна, ќе им се случи нов Виетнам, а може да им се случи како на русите Украина. Веројатно ќе оди на некоја брза победа, односно да се обиде да покаже во меѓународната јавност дека завршил работа. А ова што го зборувам во контекст на оваа нова информација дека Али Хамнеи, водачот на верскиот лидер и едниот од последните преживеани соработници на Хомеини, ајатолахот Хамнеи е наводно убиен. Ми се чини дека ќе оди на варијантата како Венецуела. Уапсен е председателот, режимот е останат. Сега тие ќе одат на варијантата да дојде до некаков државен удар внатре во Иран и тоа да го одработи иранската опозиција која изминатиот период се обиде на улиците да го урне режимот од 1979. Тоа ми се чини дека у таа варијанта ќе оди Трамп, бидејќи некаква долга војна или некаква евентуална копнена инвазија врз Иран според моје некое гледање е невозможно. Кажи ми, дали ова е момент кога големите сили како Русија и Кина ќе одлучат да застанат појасно на една страна? Каква е нивната улога? Вака, повторно ќе кажам, нападот врз Иран некако како да му даде легитимитет на Путин дека Путин е во право со ова што го прави во Украина, зборувам како аргумент. Од друга страна, остана прашањето зошто Нетањаху и Израел смеат да ја нападнат Газа, а Путин не смее да ја нападне Украина. И сега третото, само шпекулирам, кој нас не гарантира дека утре Кина нема да го нападне Тајван, бидејќи ги штити своите интереси, и како Белата куќа ќе му каже на
ќе му каже на официјален Пекинг дека не смее да нападне суверена држава. Значи се работи за едно геостратешко поместување во светот, каде што повторно јавно дојде на политичката сцена, јас сум силен и можам да правам што сакам, меѓународното право е за оние послабите. Повторно ќе кажам, го видов и говорот на Путин, кој го осуди нападот врз Иран, а истото тоа го направи во Украина. Не заземам страна, само сакам да кажам кој е на некој начин лицемерието на големите сили кои сакаат да ги исполнат своите агенди без разлика на се. Сега за Трамп уште нешто да докажам во контекст на овој напад. Трамп покажа дека Соединетите Американски држави ги менуваат председателите и администрацијата, но не и геостратегијата. Ќе ги подсетам, бидејќи следам околу 30 на години настани во светот, дека во 2002-та тогашниот председател Џорџ W. Буш помладиот излезе во нападот врз Њу Јорк и Пентагон, ги означи Ирак, Иран и Северна Кореја како земји од оска на злото. Ирак знаеме како заврши, го нападнаа, го обвинија Садам Хусеин дека има хемиско биолошко оружје, ако подоцна се покаже дека нема, го извлека од онаа дупка и го ликвидира. Сега колку дојде, 25 години подоцна, дојде на ред Иран. Иран е следниот и нормално Северна Кореја, но исто така се покаже и дека ако имате нуклеарно оружје како држава, тогаш сте безбедни дека нема да ве нападнат. Да, токму тука сакав да ги вклучам и другите гости. Прашањето ако Иран или целиот напад се случи поради нуклеарните програми кои што Иран не се откаже од нив. Ако Иран навистина е блиску до нуклеарно оружје, зошто нема јасни докази до сега? Нели во јавност се уште немаме доказ, не видовме дека тие навистина имаат произведено нуклеарно оружје. Ако дозволите, значи по податоците сега сите баратаме со она што го има нели на интернет и во некои други званични документи, поседува околу 400 килограми ураниум. И некаде на рамниште од 60% збогатување. Ако тој ураниум дојде до 90% збогатување, сега тие технички детали ја не ги познам премногу, меѓутоа тогаш може да се направи нуклеарно вооружување со таков тип на ураниум. Иран долги години беше под санкции во сегментот на нуклеарната програма од светот. Редовни контроли беа праќани во земјата во тие капацитети, меѓутоа пред 10 години повеќе Иран излезе од таа програма и во овој момент никој не знае точно до каде се стигнати. Се е предпоставка. Лани знаеме дека беа основни и единствени цели на напад во јуни лани, значи од страната на Израел и на американците, тие постројби, значи за збогатување на ураниум, за производство на нуклеарно вооружување и така натака. Исто така председателот Трамп излезе и рече дека веќе тие капацитети немаат никаква можност да произведуваат било што во иднина. Меѓутоа потоцна се појавија снимки каде што, да кажеме, благовремено колони на камиони таму ден, два, три пред нападите извлекоа тоа валјда што може да се извлече. Така да денеска првите, да кажем условно речено, првите војнички цели на нападот денеска беа тие капацитети и како што рече колегата тука беа главните лидери на некои институции, на Националната гарда, на Ајатолахот, на владата и така натака. Значи на тоа се фокусира. Докаде успеа секако ќе ги знаеме, ќе знаеме ако ни кажат утре и задутре. Ако продолжат нападите на тие цели, значи уште има, ако не, тогаш ќе се преде на некои други цели од друг карактер, дали влада, дали постројби и така натака. Што мислите вие, господине Седрак, има ли Иран веќе создадено нуклеарно оружје? Ја мислам сега, покрај приказната на нуклеарното оружје, што секогаш стои на маса, ова исто како беше на времето на Ирак. Прво, доказите на постоењето на ваков вид на оружје, дали нуклеарно, дали weapons of mass destruction, не знам зборот точно на македонски, овие се предмети што се класифицирани. Не може на интернет тоа да го најдеме колку сега покрај тие информациите биле декласифицирани. Ама
моментално никој не може да знае точно Иран колку има збогатено, колку нема збогатено, колку уште имат, колку уште немат. Ама тука има друга една која приказна во позадина, би сакал исто да ја споделам. Делот на вака, Иран и САД се имат тој тегање долго време помеѓу нив. Но Иран представува закана на постоењето на Израел во Блиски Исток. Значи, тука е главното и закането е Израел. Има во последните 4-5 месеци некакви договори, пакти се создавале поново помеѓу сонитските држави во Блиски Исток. Ова го гледаме со вечното пакт што го има Пакистан со Саудиска Арабија. Саудиска Арабија ги имат финансирано нивната нуклеарна програма и имат некаков вид договор помеѓу нив. И Египет и Турција, што долги години имаше тензија помеѓу нив, од кога се случи арапскиот пролет во 2011. Гледаме дека има многу договори подпишале, пактови направиле. И овој момент Пакистан, Саудиска Арабија, затоа што Египет и Саудиска Арабија се вечни партнери во Блиски Исток, и формацијата на Турција, Египет, Саудиска Арабија, Пакистан, ова беше загрижувачки за Израел. И имаше еден краток подкаст излезе кој Израел изразуваше желбата да се прошири уште повеќе во Блиски Исток. Единствен обстакл или единствен нешто што брани тоа да се случи овие 4 држави што се движат таму. А од другата страна гледаме една формација на некој исто договор, пакт, може да го викаме како што сакаме, по посетата на Моди, на премиерот на Индија во Израел прошлата недела, што беше и тајмингот на тоа е многу чуден малце. Гледаме подпишувањето на нови договори во делот и на одбрана и на безбедност на Медитеранското море помеѓу Израел, Грција и Кипар. И тоа е врзано исто со енергетската безбедност и така натаму. И гледаме исто, тоа е на second tier, втор ниво на договори со Етиопија во Африка и со Имаратите во Азија. Тука гледаме и тука јасните се тие оски. Значи, од една страна Грција, Кипар, Израел, Индија и Имаратите, од другата страна Египет, Саудиска Арабија, Пакистан и Турција. И мислам дека ова или стравот да нешто да може да се ескалира повеќе, тоа што тераше Америка да дојде со целата таа сила во Блиски Исток. Така да јас сметам и мислам според некоја логика дека Иран и САД се тригер, а вистинската приказна или вистинската војна ќе биде помеѓу овие држави. Дејан, да го видиме само на екран. Дејан, долги години следиш светска политика и случувањата на Блискиот Исток. Сигурна сум дека имаш некои твои тези, ставови. Зошто ова се случи? Еве, според тебе. Повторно ќе кажам. Прво покажа дека геостратегијата има за цел, без разлика кој е председател, да се остварат целите. Ги реков примерите од 2003, кога тогашниот председател Буш излезе и ги кажа земите Ирак, Иран и Северна Кореја. Тука е и одговорот дали Иран има нуклеарно оружје. Јас мислам дека нема. Ќе одговорам на овие прашања претходни. Нема, бидејќи да имаше, не може да го нападнат. Тоа е доказ со Северна Кореја. Од друга страна, ми се чини дека, ова е моје неко размислување, дека оние досија на Епштајн, кои ние ги приватиме малку како Холивуд и како сеирчиско гледање што правеле големите, очигледно го имат притиснато Трамп за да дефокусира светска јавност, како што тоа се обиде да го направи со Гренланд. Ке го осваја Гренланд, не го освојува Гренланд, ништо од тоа. Од друга страна ми се чини дека поддршката од еврејското лоби во САД на овие полуизбори во ноември за Трамп е многу битна и ми се чини дека оваа агенда е агенда на еврејската држава, односно Израел, односно Бенјамин Нетањаху, кој исто така, освен политички, кој сака Иран да го тргне како закана за еврејската држава, и тој самиот има некои афери во самата држава, каде што оди на суд за корупција и може ке заврши во затвор. Овака ги продолжува своите слободни денови во политиката. Да скратам, ми се чини дека Трамп тука ја игра улогата за посредник и помош на Израел,
во нападот врз Иран, но сака брзо да се извлече од оваа приказна и повторно ќе кажа мојата теза пред малку, а тоа е дека ќе оди на брза варијанта некако да прогласи победа и да се извлече од ова. Еве Али Хамнеи е загинат, значи е ликвидиран Али Хамнеи и неколку високи функционери во Иран и ми се чини дека ќе гледа да прогласи победа како што тоа го направи со Венецуела. Ќе те потсетам и тебе и гледачите и гостите во студиото што направи Трамп во Венецуела. Го уапси Мадуро, но остана истиот режим на Владко Каракас. Така нешто веројатно ќе заврши и Иран со тоа што тука Израел игра голема улога, еврејското лоби игра улога и веројатно Трамп ќе мора да им испорачат за тие утре да му дадат поддршка на тие полуизбори кои треба да се одржат во ноември. Дали сад би влегле подлабоко ако е нападната некоја нивна воена база? Ми прилета една информација, има навистина многу информации од време на време. Во секоја минута се менуваат информациите дека е погодена американска база во Израел. Дали тоа би придонело сад уште повеќе или да го засели својот напад? Па тој ќе напаѓа додека има проценка, но јас повторно ќе кажам, ми се чини дека Соединетите Американски држави ризикуваат, ние сега од страна зборуваме, ризикуваат, ние не знаеме Иран какви ракети има, што има, но ќе направиме една хипотеза. Замислете еден од оние двајца носачни на авиони, што се во близина од каде се прават воените напади, да биде погодено некоја иранска ракета или проектил. Немојте да ми кажете дека е невозможно. Се е возможно. Доколку дојде до тоа е ризик од 4-5 луѓе кои се на тој борбен носач на авиони, тоа ќе бидат голем број на жртви. Зборувам хипотетички. Тоа е голем ризик. Како ќе прифати таа вест домашната американска јавност? Значи, ми се чини дека Трамп нема да, ми се чини се разбира, да ризикува, да влегува многу подлабоко, зборувам не копнено, него со човечки ресурси, бидејќи секој еден загинат американски војник многу ќе значи за неговиот рейтинг внатре во Соединетите Американски држави. Не сите во Соединетите Американски држави го поддржуваат тој потег на Трамп, особено сега кога Епштайн и сите оние проблеми кои ги има самиот Трамп како политичар внатре во државата, треба да ги одбрани. Еден војник да загине, веќе ќе има големи проблеми. Затоа велам, ми се чини дека Трамп ќе оди на брзо прогласување на победа, ќе бара причина за тоа, еве Али Хамнеи е ликвидирани се команданти, министер за одбрана и така. Тоа ми се чини дека, еве рече тој во својот говор, Иран после овие напади ќе му треба 30 години да врати својата технолошка и воена моќ. Ми се чини дека ќе оди на таа варијанта. Втората варијанта ќе биде многу опасна и ќе ризикува да влезе во еден нов Виетнам. Да прашам конкретно за Ормускиот теснец. Веќе има информации дека и неколку часа е затворен, не поминуваат никакви бродови и така натаму. Знаеме точно што значи за нафтата и за светската економија баш овој дел. Што би се случило со економскиот патот, со светската економија? Доколку ова остане вака, еве неколку денови, а можеби нели како што вели Трамп, можеби ќе биде и до долг рок. Дали Иран има сила да го направи тоа и да остане заливот затворен? Прашањето е дали има сила од другите, дури и Европа тука ќе настрада. Тоа е веќе прашање за економистите. Сигурно дека сите ние ќе го почувствуваме тоа затворање на Ормускиот теснец, но ми се чини дека една од главните стратешки цели на Соединетите Американски држави е токму таа нафта, да не оди према Русија и да не оди према Кина, ефтината иранска нафта. Ќе се направи една криза веројатно со нафтата, но не знам докаде ќе оди, повторно ќе кажам, не знаеме докаде е подготвен Трамп и неговата воена команда, докаде е подготвена да оди. Едно е сигурно, нема да влезе копнено, туку ќе оди на варијанта да дојде до државен удар и таа опозиција внатре што е да го смени режимот и ќе оди на таа варијанта. Ако успее добро, ако не, ми се чини дека ќе оди на онаа втора варијанта која рече еве ние го безглавивме режимот во Техеран, ќе чекаме некој време и повторно ќе го нападнеме. Што мислите вие во односно? Дозволите да од аспект што господинот Антоновиќ кажуваше, мојата експертиза во војниот дел. Рековте напад на бази. Да, базите се нападнати. Командата на петата флота во Бахрейн, во мојата кариера сум бил и таму, еден дрон бар до сега, значи нападнате. Председателот Трамп во својот
8-минутен говор, Нокеска или Сабајле, како god да е по американско време, кога кажа, условно речено ја предупреди американската јавност дека се можни американски жртви. Што рече колегата, дали 1, дали 10, дали колку год да е бројката, тоа е реалноста на секоја војска. Значи, ако одите во борбени акции, борбени мисии, реалноста дека може да имате своји жртви е сосема, условно речено, природна и нормална. Калкулациите за бројот на жртви, колку се прифатливи за војниот дел на американската армија, а после тоа побитниот, за политичкиот дел на администрацијата на председателот на Трамп, тоа не го знаеме. И не викам дека бројките се фиксни, не знам, ако имаме 10 или 100 жртви или 1000 жртви, веќе сме во некоја си политичка каша. Ова за Ормудскиот премин... Дали ние во Македонија ќе го почувствуваме тоа? Да. Она што денеска читаме сите околу тоа, дека ако 2-3 дена биде затворен преминот за иранската нафта... Прашањето всушност, вистинското прашање, колку ние ќе го почувствуваме. Дека ќе го почувствуваме сигурно на глобално ниво. Дефинитивно. Тоа сакам да кажам. Предвидувањата се дека нафтата ќе скокне за $10 по барел, ако е 2 дена затворен. Меѓутоа, ако е подолго 10 дена, веќе ќе скокне на $150 барел. Тоа е огромна цена. Тоа е веќе 100% покачување. Тогаш сите ќе осетат. Светот, не само Кина. Пазите, најголемиот проток на нафта на тој премин оди према истокот. Едно е Кина со 80-90% од иранската нафта, друго е Јужна Кореја и Јапонија. Они користат, нафтата не е само од Иран, нафтата е од Саудиска Арабија, нафтата е од Оман и од сите други тие земји во заливот. На крајот на денот и ние ќе го сетиме, дали цената ќе скокне... С оглед на тоа што и Иран има некоја заканувачка реторика, ќе нападнат како никогаш досега. Прогнозата дали ќе остане неколку дена, часови, на вистина ќе има тектонски промени во економијата, така да... Да, видите вака, мал се реално да гледаме работите. Значи, Иран нема капацитет да го задвора Ормудскиот стеснец. Имаше информација неколку часа дека веќе неколку часа е затворен. Во моментов не може да поминуваат ниту еден брод. Ама прашањето е колку време ќе стои затворен. Значи, Иран нема способност да го задвора на долги време. За да може да се задвора ова, треба да имате брзи speedboats, треба да имате мини, помогни ми, морските мини. Треба да имате опрема што Иран не ја поседува моментално и да има време да направи нешто што се вика деплојмент на вакви работи. Американската морнарица е 10 пати поголема од иранската, нема да дозволи за вакво нешто. Зошто? По задварањето на ваков стеснец се трансформира војна од регионален, што и веќе се нарекува по неколку места како регионален конфликт, затоа што не е веќе воздушен напад кон тоа, до нешто што се вика глобална економска војна. Глобална економска војна, тоа значи има други актери што ќе бидат вклучени во тоа. И затоа, повеќе од 2-3 дена не веруваме дека тоа ќе се случи. Сега, ако вие сакате да прашувате тука во Македонија, ние сега како експерти тука, што сме размислеле во однос на тоа? Значи, вака, кога ќе има војна, има индикатори дека ќе има некоја војна. Кога, например, држава почна да купува ненормална количина за пченица. Вие знаете тие работи многу. Знаете, председателката шефицата на државата Слјановска Давкова зутре го свика Советот за безбедност. Што мислам дека кои излегоа по извршени консултации, председателката зутре 1 март закажа седница на Советот за безбедност, како што е соопштено од кабинетот на председателката. Седницата ќе започне, на дневен ред ќе биде безбедносната состојба во земјава по најновите случувања на Блискиот исток. Да, нешто се вика редење. Сега видите и ова и исто колега знае тие работи, тоа треба да на времето ние да бидеме спремни за вакво нешто, затоа што како што ви кажам, има индикатори. Знаете како веќе мене ми наликува како да сме пред почеток на
Трета светска Значи војна. има индикатори за вакво нешто. Кога држава почна да се собира пшеница, кога државата почна да спрема школи како болници, значи има индикатори што преку тие ние знаеме дали ќе има војна или не. И сега ние ова го гледаме 4 месеци дека ќе се случи вакво нешто. И сега ние треба да разгледуваме тука што имаме резерви од нафта, што имаме резерви од бензин, нафтени А што ќе деривати, се случи, веќе пшеница, можеме храна и сите тие работи. армискиот полковник во пензија да ни објасни што ќе се случи утре советот на безбедност? Знаете, дали има простор за паника? Предпоставам дека нема, меѓутоа еве што би се случувало утре? Не сум присуствувал, не сум имал таа чест, меѓутоа ја ќе поставам едно теоретско прашање или размислување. Ја искрено се надевам дека овој Совет на безбедност или во некој сегмент или во некоја големина се состанал можеби пред месец дена. Не пред јавноста, не да биде ставено на пред медиумите, меѓутоа затоа што пазите, да кажем условно речено, војна да наречеме, се уште не е во категорија на војна овој конфликт. Е почната. Знаете, веќе кога е нешто почнато, вие размислувате ден подосна или 12 часа или 24 часа, условно речено веќе касните. Дали Иран може да отвори повеќе фронтови? Не знаеме што ќе се случува на наредниот период. Дозволите, ова што колега пробаше да ви објаснува ова дека има структури во држава кај нас и организации во државата што они си имат своја работа, задачки, они го терат тоа и верувам и сум сигурен дека ќе водат како што треба. Ама има некаков вид на радослед на настаните. Ние, како што кажа, јас сум сигурен дека они веќе свикнале ваков вид на состанок пред месец дена, затоа што јас сум сигурен дека Македонија има резерви за нафта, бензин, храна и овие работи, и ние спремни за вакво нешто. Но моментот, што ако, ова што почнате вие да прашувате, ако Иран отвора нови фронтови, сега ние не зборевме уште на импликациите што ние можеме да ги имаме тука. Што ќе правиме тогаш? И затоа ние треба да го дигаме нивото на рединес, на спремноста, како се вика точно сум кажал, подготвеност, за да бидеме подготвени на било каков вид на напад, дали од Иран, дали од друго место. Така, Дејан, само малку слика за да можам да те вклучам. Кажи ми што мислиш што ако Иран отвори повеќе фронтови? Па прво да кажам, ја слушам дебатата, мислам, се надевам, тоа е моје размислување, ние као генерација бевме дел од една држава која се распаѓаше, имаше војни, па не влијаеше толку многу на Македонија. Ирак, Русија е напад на Украина, се дигна помпа, што ќе биде кога ќе биде Украина, дури поблиско е до Македонија по воздушен пат од Иран, па не осетивме дека нема струја, нема, нели, зборуваа дека ќе има енергетска криза, ќе има недостиг на нафта и сето тоа. Сега истата приказна. Ми се чини дека ние нема да имаме никакви последици околу Иран и да отвори неколку фронтови. Ние можеме да имаме, да го почувствуваме таа ценовна, и оно што мене ме загрижува е мигрантски бран. Не знаеме како ќе се одвива. Видовме што се случи во Либија, видовме што се случи во Сирија, тоа помина некако низ Македонија, нели, низ нашата држава, ќе подсетам пред 10 години, кога нашите, ние како држава која не сме во Европска унија, браневме Европската унија од мигрантскиот бран, така да ми се чини дека нема да има ништо во однос на тоа за нас да влие безбедносно. Но се разбира, ќе биде една голема регионална војна, во која, ако ме прашувате за тоа, повеќе ме плаши дали ќе се вклучи Турција, дали ќе се вклучи некоја друга држава во таа војна во Иран, но секако нема никако да влијае врз нас, барем така изгледа. Ќе потсетам дека ние како држава сме нели и членка на НАТО, што дополнително ќе ни даде некаква поддршка за некакви несакани последици, но повторно ќе кажам, можеби ќе имаме некаков ценовен шок од аспект на светската или нафтата на светските пазари и оној мигрантски бран што сите стравуваме од него, бидејќи ако дојде до распад на иранската држава, таму има многу етнички групи, таму има се и се што може тој бран да тргне кон Европа и повторно да оди преку нашата држава. Се согласувате ли со? Извини, ако дозволиш, не се согласувам со него, затоа што ние да бевме држава што имаме производство на било каков вид на било што, можам да кажам вака, значи ние со настаните, со Иран и со ова, повеќе од еден месец ќе ни биде тешко нас, затоа што од еден аспект имаме ние огромен сега политички притисок, кога стана збор сега, кога треба да
да гласаме, дали во Обединените нации, дали на било каква меѓународна сцена, секој глас или секој збор ќе излезе од Македонија, ќе чини на Македонија нешто. И затоа ние треба многу внимателно да размислуваме, да не земеме страни, да видиме ние како ќе биде тоа. Затоа што ние не произведуваме ништо. Да, може за цената на бензин на тоа ќе поскапе, а за ланците на снабдувањето, на производите, на сите овие работи, првата држава што ќе биде инволвирана во тоа сега, според наши анализи, е Турција. Значи, Турција се спрема, се подготвува за копнена инвазија, не за да оди да инвазира Иран, туку за да штити незината национална безбедност. Затоа за да не се прошири хаосот до кај нив. И они веќе биле индикаторот зашто ние дознаеме или беше јасно дека ќе се случи напад од сега. И ние ќе имаме сега disruption, не знам зборот, или пореметување во се, во производите, во храна, во јадењето, во се што ние го имаме заради тоа. И сега, што повеќе може да издржи, тој делот на endurance на Иран во затварањето на стеснесот, без инволвирањето на Америка, ние ќе го осеќаме тука, затоа што и од другата страна немаме ни контрола на пазар, ние сме слободен пазар. Те ако се договарат сите трговци што го продават било каков вид на производ, дека ќе кажеме дека се поскапе заради нафтата. Што ќе правиме ние? Ако сакате исто да коментирате. Па да, дали имате прво коментар? Не, мислам, да, секој има свое мислење. Дефинитивно се согласувам со вас во тој сегмент, да. Се враќаме на првото прашање, колку ова ќе трае? Тоа е за нас факторот. Тоа е можеби клучното прашање. Да. Многу она што ќе следува зависи од тоа колку ќе трае, дали неколку дена или на долг рок, како што би рекол Трамп. И самиот тој сега тоа е последната негова изјава. Самиот тој не кажува да ова вели дека може да го реши за неколку дена, меѓутоа може да се одлучи да трае ова на долг рок. Сакам да ве прашам, интересно е ова за Советот на безбедност. Сутре рековте не сте присуствувале, меѓутоа ме интересира што ќе се случи, шефицата кого собира, што ќе дискутираат, треба ли Македонија нешто вооружените сили да преземат, да се координираат, што ќе се случи утре? Па, како што знаеме, предпоставам сите членови на Советот на безбедност покрај председателката во овој случај се министрите за одбрана, министрите за надворешни работи, министерот за внатрешни работи, министерот и други министри, началникот на генералштабот и други фигури од таков калибар. Секако сите од она што го гледаме, што сме го гледале до сега, сите ќе имат свое кратко излагање, кратко долго колку треба за својот дел од експертизата и на крајот заедничките заклучоци би требало да бидат заеднички, би морало да бидат заеднички. Карикирам сега. Армискиот дел, да, заради ние сме членка на НАТО, заради тоа, или колегата што кажа заради евентуален колегата Андонови што кажа евентуален бегалски бран, треба да ги преземе тие и тие и тие. МВР, секако, они не се сомневам дека тоа го работат секогаш, 24/7 што би рекле, да го зголемат наблюдувањето на евентуалните сокриени мини елементи кои може би ги имаме во земјата, не знам, заспана келија, поединец, кој е инволвиран од било која страна во овој случај, да кажеме, зборам теоретски од Иран, кој може би тука да се пробуди и да направи нешто што му е некаде наредено. Така да не се сомневам во МВР, не се сомневам во било која институција, секако. Сега будноста ќе биде многу поголема во секој рамниште. И на министерот за надворешни работи ние сме една од земјите кој даде поддршка званично даде поддршка на акцијата, на операцијата во Иран. Министерството и целата влада сега се надевам, не се надевам него, предпоставам дека ќе продолжи да се држи до таа своја предпоставка, до својата поддршка, дека нема да ја менува од ден на ден. Министерството за надворешни дури формираше кризен штаб. Дефинитивно, знаеме дека колку 11 луѓе до сега се пријавеле од Израел. Точно така се. Ја не сум слушнал дека има наши граѓани или наши луѓе во Иран можеби или во другите земји кои се таму кои се осеќаат загрозени. Меѓутоа тоа министерството тоа го работи секако во координација со сите други министерства
во земјите во регионот, не нашиот него во тој Да, регион, и тамо со и сите со дипломатски конзуларни представништва има броеви, упатства граѓаните дека можат да се обратат доколку им треба некоја помош. Значи, Министерството за надворешни работи на некој начин брзо реагираше во оваа ситуација веднаш по нападот на Иран. Да, ова не би требало да е нова, ова процедура постои од секогаш, сваќате. Сега дали се формира за пола саат, зависност од протоколот, али тоа во Министерството за надворешни работи не се сомневам дека постои како задача која е трајна, да кажеме, за сите наши граѓани во светот. Имам едно прашање, прво ќе одам со господин Одраби, вака како што се поставени работите и сите овие информации кои досега излегоа, која примена црвената линија? САД и Израел или Иран со тоа што не се откажа од нуклеарните програми кои што месеци наназад и САД инсистираше, едноставно нема никаков дипломатски договор. Видите, црвената линија и тоа зависи од која перспектива. И сега кога гледате од страната на Иран, Иран го гледа дека Америка ми напаѓа и ми влезе кај мене во државата. Они ништо не. Ако гледате од страна на Америка, гледате Иран има нуклеарно, тоа не значи дека ја поддржувам Иран да има нуклеарно затоа што ја природно сум на страна значи не сум на страна на Иран, не на нуклеарно, ја сум на другата страна на САД. Инако делот на ова е знаете исто вака во 1956 имаше една криза, се вика кризата на Суец, каде беше Англија тогаш најјаката држава во светот. Може да се дозволи да прави било што сака. И влегле во такво конфликт тамо и тука дојде Америка, што беше посилна од Англија, и ја сопре Англија. И ја кажа или да се повлечеш или ќе ти уништам. И се повлече Англија и рече веќе окей, нема да правам никаков вид на проблем. И стана Америка и големата сила во светот. И денеска се правам паралелка зошто? Затоа што еве со Кина. Кина не планира да се инволвира на никаков начин сега моментално во ова. Ама ако се инволвира Кина, што ќе се случи после? Сите индикатори, ако ова војна трае повеќе од 10 дена, ова акција трае повеќе од 10 дена или 12 дена, ќе биде лошо за Америка. Сега тоа од воен аспект, од сите аспекти ќе биде малце потешко, затоа што ќе влагаме во нешто се вика attrition war, што е, ако можете да ми помогнете со преводот, значи војна на триење, значи физичка војна. Војна на таков начин што ќе биде многу тешко на Америка да ја води таму. И ако се интервенира на било каков начин Кина, тоа Америка тука ќе ризикува да има истата позиција како на Англија во 1956 во кризата на Суец. И затоа црвената линија и според иранците Америка ја премини, според американците Иран ја премини. Така да прекинам само кратко. Дали оваа информација ќе го смени текот? Само што за американскиот претседател Доналд Трамп на социјалните мрежи објави дека иранскиот врховен лидер Ајатолахот Али Хамни е мртов, повикувајќи се на повеќе извештаи. Дали на некој начин или главата таму на вооружените сили во Иран ја скратил, дали тоа нешто ќе смени? Дали е нешто битно? Ако дозволите, да. Сите други, колегата Андоновиќ секако. Пазите, Ајатолахот е верски лидер во Иран. Значи, верските организации, како и секои организации, да кажеме, цркви, како се вика сега, да, не е битно. Духовен лидер. Духовен лидер. Секогаш има втор, трет, има структура. Ние од историјава гледајќи, значи од блискава историја од овие години, Хамас, лидерот го ликвидираа после кратко време, за 24 минути, не 24 часа, веќе имаше нов лидер. Овдека мислам дека нема така брзо да се замине, ако е точна таа информација, дека ќе влијае на народот, ќе влијае, ама ќе влијае на сите сегменти на народот. Пазите, ќе влијае по мене на младите, тие што ги носеа протестите изминативе месеци, ама ќе влијае и на религиозните луѓе, не викам повозрасни, него од сите годишта, они ќе се осеќаат повредени. Пазите, вие мојот религиозен лидер го нема, јас лично како религиозна личност се осеќам грдо
Кој го направил Пораз, тоа? да, го пораз. направил некој друг. И само чекор поназад за црвените линии, ако дозволите, во секој сегмент. Црвена линија. Моето е прашање, кој ја повлекува црвената линија и колку црвени линии има во овој момент во Иран? Кој е тој што ќе ја повлече и колку ги има? Иран, претпоставувам, има своја црвена линија, своји црвени линии. САД има свој, Израел има свој Не е тоа така фиксна граница кај што да, ти не смееш да предиш тука, јас не смеам да предам тука. Толку благодарам да ги уклучиме и другите, да. Дејан, не следиш? Тука си на екран. Гледам. Кажи ми твојот коментар околу црвената линија. Израел и САД со нивните барања или Иран со инаетот со нуклеарните програми? Се согласувам со говорниците кои ги поставуваат црвените линии, ама ја кидам понатаму, ќе кажам кој нападнал, тој ја преминал црвената линија. Значи, Иран не ги нападна ниту Израел, ниту САД, туку тие први го нападна Иран. Не го амнестирам Иран, се разбира, не живеам таму, не знам каков е режимот, слушам дека е ваков или онаков, но едно знам, кој прв почна војна? Прв почна Израел и САД. Значи, според некој мое логично гледање на работите, Иран, Соединетите Американски држави, Израел, се извинам, ја преминаа црвената линија со напад. Знаеш, тоа е исто кова со, повторно ќе кажам, Украина и Русија. Која премина црвената линија? Русија вика, Украина е премина црвената линија, со нацизмот, со ова, со она, моравме да ја нападнеме. Од друга страна, сите го напаѓаат Путин и Русија дека он ја преминал црвената линија, бидејќи влегол со војска на украинска територија. Тоа е се релативно и од аспект на тоа на кој како му одговара. Што се однесе од Али Хамнеи, јас и во почетокот на емисијата реков дека Трамп може би ќе оди на таа брза победа, прогласувајќи победа, еве го ликвидиравме Али Хамнеи, тој пред малку нели излезе и објави, но исто така морам да кажам дека Техеран сега за сега демантира дека Хамнеи е ликвидиран. Значи ние во наредниот период ќе имаме многу информации, изминати целиот ден има многу информации, секогаш кога има ваква војна има многу информации. Да почекаме да видиме што ќе се случи, но едно е сигурно, после овој напад врз Иран, многу работи ќе се сменат од аспект на геостратегијата на Блискиот Исток, но и се поместуваат линиите. Кога 2022 Путин го ја нападна Украина, се виде практично дека се изместени линиите на тоа до каде можат големите да одат. Путин ја нападна, односно Русија нападна Украина, Трамп велеше нема да нападне, го нападна Иран, го киднапираше легално избраниот председател на Венецуела, дали на некого му се допаѓал тој или не, мене сигурно не, но велам легално избран председател беше киднапиран, но остана неговиот режим, само ја зема венецуелската нафта, и сега јас очекувам на ред утре или задутре или некој наредниот период Кина да влезе на Тајван и да каже луѓе, ние ја браниме Кина од тајванската закана. Значи поместени се линиите и тоа е можеби најопасното во денешниот свет. А при тоа немаме Обединети нации, не слушаме денеска како што сме гледале во изминатиот период миротворци, папата да излезе да осуди напад, да повика на мир, да има меѓународни посредници да седнат на преговарачка маса. Ќе потсетам, утринава во израелски напад врз училиште во Техеран загинаа 25 девојчиња, малолетни, осмоделенки. Значи, колку и да е крив тој режим во Техеран, тие деца не заслужиле вака да загинат, ниту пак некој ќе биде амнестиран, ова е само пример, се разбира, ќе биде амнестиран дека Иран бил некако закан. Господин Идуевски, дали можеби САД ризикуваат за блискоисточен заглавен воен конфликт? Дали можеби има мал ризик тоа да се случи? Дефинитивно не мал, него ја ризиците не ги делам на мал голем, ризик е ризик, секако има. Ова што го говориме ова време додека сме сите тука заедно, сакам да кажам со силите кои во овој момент американските сили, кои се во регионот. Јас како цел живот во чизма што би рекол, проценувам дека Америка дефинитивно бар во ова време, во наредни време, нема да проба да ја продолжи војната, да ја одговлечи, да направи долго. Зашто? Затоа што сите сили кои се во регионот, ја војнички ги викам технички сили.
Значи морнарица и воздухопловство, Air Force. Значи го нема најголемиот дел од сите вооружени сили во светот, ја нема пешадијата, ја нема армијата. Некоја земја по сите критериуми е освоена кога ќе се стапне на нејзе. Во овој случај, американците предпоставаме израелците дека имаат можеби мали елементи на специјални сили некаде во некој регион за наблюдување, за уништување на некој или за наведување на проектилите и така натака. Меѓутоа, САД во целиот регион и во цела Европа нема сконцентрирано сили како што имаше при првата заливска војна во Ирак и при втората заливска војна, и при втората и во Авганистан, значи нема голема концентрација на, да ја крстиме пешадија, да не се љутат другите родови, артилерија, тенкови и така натака, сите други. Ги нема во регион. За да дојдат да се набилда таа големина, затоа што Иран е голема земја, географски е голема земја, специфична земја. Ви требаат стотици илјади војници, не викам американци, стотици илјади војници од можеби некоја коалиција и така на. За да донесете стотици илјади луѓе во регион, тоа е голем логистички потфат и технички потфат. Треба да ги донесете, да ги сместите, да ги раните, да ги подготвувате, да тренираат за да предат границата во овој случај. Така да не знам, да бидеме сите под наводници колку што можеме оптимисти дека ова ќе трае кратко, дека целите и на едни и на втори и на трети дека ќе бидат некако реализирани, дека прво да не страда повеќе иранскиот народ. Да, нема цивили. Да нема овакви случувања и со колегата Андонович и вие го спомнате за девојчињата кои настрадале. Да. Знаете, стара изрека е војничка, прва работа која умира во војната е вистината. Сега се подпираме на податоци од иранската страна, од американската страна, меѓутоа вистината ќе исплива кога сето ова ќе легне. Тогаш ќе знаеме дали колку загинале, како загинале, што е уништено, зашто е и така натаму. Ви личи ли дека САД има излезна стратегија? Дека знаат што ќе прават? Дефинитивно, видите, ма тоа како потврда сега што колега кажа. Значи, особено, да, нема армија тамо, на овие има нешто што се вика Маринс. Маринс во Америка немат високи ранг, немат високи ранг, значи сержант се најголемиот. Зошто вака направено? Затоа што они не работат повеќе од, значи, кратки мисии и да завршуваат без потреба на повисоки лидерство за планирање, стратешко планирање и така натаму, за брзи акции и за повлекувањето. Така да Америка нема никаков план да седи таму. Второ, ако она оди по опце на копнена инвазија или вакво нешто, тука ќе сака да зависи на и ова моментот кога гледаме дека Иран има повлечено сите други арапските земји кога имат бомбардирано и Бахрен и Катар и ова, американски бази да празни се, ама почнат да бомбардират и другите комплекси цивили каде има луѓе живеат таму. Зошто повидна леверидж на притисок да ги влече овие држави да влагат во конфликт. И Америка се клади на тоа, затоа што најпоразително на Трамп, како господин Дејан кажа, е некој да му се враќа во сандаче, во некој да почина. И он не сака никој да почина и тука ќе пробуваат да жртвуват туги армија вакво нешто. И затоа не, они ќе сака да заврши брзо како бизнесмен, да објави победа и да се повлече од таму, затоа што секој ден плюс и тоа доаѓа како за Иран подобро. Кратко, само сите тројца ова прашање, сите тројца ќе ми одговорите кратко со оглед на времето. Дали мислите има шанси некој од нив прв да трепне, да попушти? Кој би бил тој? Иран, Израел или САД? Доколку мислите дека можно некој да попушти? Ќе има трепнување, ама ја не го гледам тоа во сегментот на попуштање. Не би го и да го земе фигуративно председателот Трамп дека ќе трепне, ама не од аспект дека ќе попуштам сега и се враќам дома од сите овие причини што сега ги зборев. Би трепнал кога некоја цел ќе биде завршена за нив. Дефинитивно важи и во Иран. Во Иран сега во овој момент кој е тој што треба да трепне? Ме сваќате што сакам да кажам, кој? Ајатолахот, председателот на Иран кој реално него ни гледаме,
војните генерали, кој е во Иран тој што треба сега во овој момент да трепне и да каже во ред, тераме како вие ќе кажете. Кој одлучува за нуклеарната програма? Комплексно е тоа, пазете, не е како не знаеме, не е како во некои земји кај што црвеното копче клучот од нуклеарниот арсенал во САД го има председателот, во Русија го има председателот или не знам во другите земји кои поседуваат тоа кој има Попот. авторитет. За Иран тоа никогаш не е јавно ставено, не е објавено дека ајатолахот го има главниот збор стискам или председателот затоа што они формално имаат и председател на државата. И премиери. И премиери сите други фактори. Да се надеваме дека сите ќе трепнат во интерес на мирот. Ја мислам прво Израел тоа ќе го прави. Значи највеќе кој има штета таму и моментално и Израел. Да, таму има информација дека има и над 200 жртви. Треба да се разбира менталитетот и доктрината на луѓето. Иран има луѓе што се родени за да бидат мартири. Луѓе што не се плашат да умират, не се плашат од смртта, не се плашат да го снема утредент. Ова треба да се плашиш од тоа. Америка нема таму ништо освен неколку бродови и персонал што нема да сака да изгуби вакво нешто. Прашанието е Иран има огромна бројка и тоа е потврдено на ракети што они ги имат. Првото напад што го направи американците покрај нападот на домата, на куќата и на преседателот и на духовниот лидер е затоа што не успеа Израел да го направи, да напаѓа платформите од каде летат ракетите. Имат над 40.000 ракети. Прашанието е колку ќе може да издржи небото на Израел и на земјите во околина, колку време ќе може да издржи. Ние видиме во тие 12 дена што се случи тогаш во Израел. Сега што ќе се случи со поголема бројка каде користили лани половни и стари технологија, сега имате и ново. И тука Египет е во опсегот. Либан е во опсегот. Јордан е во опсегот. Да не зборуваме за сите другите земји во залив. Така да, прашанието тука е пак колку ќе може да истрпи и затоа мислам дека највеќе одговара на Израел да заврши тоа прво, после тоа е на Америка, последно е на Иран. Дејан, што мислиш ти? Јас пак ќе се вратам. Целта на Трамп најверојатно е брзо да направи победа. Што е целта? Најверојатно да се ликвидира военото раководство и потоа да се направи внатрешен државен удар. Еве, го обезглавивме режимот, вие сте наред да се изборите за вашата победа. За тоа кој треба да трепне, според мене, би била таа иранска опозиција или тие некои структури внатре кои би требале да го заменат, да заменат актуелната теократија која владе од 79-та со Иран. Ќе видиме колку има сила таа опозиција внатре, бидејќи видовме дека изминатиот период има жестоки протести, но беа угушени. Значи ми се чини дека ќе се оди на таа варијанта и ќе видиме наредниот период дали тие внатре иранците ќе успеат да дојдат до онаа демократија. Но јас морам нешто да кажам за крај на емисијата. Овие воени интервенции на САД покажа изминатиот период дека каде ги направија, пријателите им беа пријатели, па им станаа непријатели, па станаа пак пријатели. Афганистан, 2003 година, САД направија масовна, копнена и војна инвазија врз Афганистан против талибанците. Гурнаа талибанскиот режим, тие беа злотворите, тие беа се најлошо во светската медиумска политика, за после 20 години талибанците да се вратат на власт, а американците да се вратат од Афганистан. Така да ми се чини дека иранскиот народ тоа го гледа и веројатно си вели да, овој режим може би е лош, но што ако дојде другиот, кога еве во случајот со Афганистан, конкретно Афганистан го земам за пример, како талибанците кои беа сатанизирани, денеска се одржани од САД да управуваат и натаму со својата држава. Ти благодарам. Прво да ти благодарам што учествуваш во емисијата, иако беше оправдано отсутен, поради здравствени причини не можеше да бидеш гостин во нашето студио. Сепак ти благодарам. Благодарам и за вас што ми дадовте можност.
Благодарам исто, ви благодарам и на вас за вашето учество во емисијата. Се надевам ви се допаѓаше дискусијата. Благодарам за поканата. Почитувани, ова беше вонредна емисија под лупа со темата нападот врз Иран и сите оние информации последни што се случуваат на Блискиот Исток. Со мене се гледате во понеделник во 22:30 часот со нова тема и со нова дискусија. До тогаш останете со Алфа.